Од ден во ден сомнечите дека постојат матни бизнис интереси во проектот со двата хеликоптери за итни потреби, кај јавноста стануваат се поголеми. Приказната на владата и генералниот секретар Драги Рашковски дека државата нема да потроши ниту еден денар, а услугата за граѓаните ќе биде бесплатна, некако е премногу бајковита за да е вистинита. На брифинг со новинарите Рашковски соопшти дека Центарот за обука на пилоти, кој е во собственост на државата, немало да биде користен во ова јавно-приватно партнерство. Ова се коси со пишаното во Feasibility студијата, која новинарите вчера добија по повеќе од една недела откако беше објавена мерката. Рашковски посочи и дека приватниот партнер ќе добие само локации за изградба на хелиодроми, но и во овој сегмент Feasibility студијата вели друго. Објектот во кој се предвидува реализација на ЈПП проектот Центар за обука на пилоти е во собственост на владата на Република Македонија. Приватниот партнер ќе се стекне со право на користење на објектот заради извршување на јавна услуга. За ефикасно извршување на јавната услуга, јавниот партнер на приватниот партнер треба да му даде и право на користење без надомест на воздушниот простор на Република Македонија, на аеродромите, леталиштата и хелиодромите во Република Македонија. Опозицијата и денеска на пресконференција обвини дека ова е криминален проект на премиерот Зоран Заев и Драги Рашковски. Да не се лажеме. Заев и Рашковски се кријат. Ги кријат фактите, мислејќи дека јавноста ќе престане да прашува каде ќе завршат 72 милиони евра. Јасно е дека ќе отидат во нечи джеп овие 72 милиони евра. Затоа Заев не убедува дека тоа немало да бидат од буџетот, но најверојатно ќе бидат од патарини левионски карти. Значи не поврат, пошија. Алфа постави прашање директно до собственикот на шведската компанија, која е газди на Сархемс во Македонија, Саша Џаковиќ, зошто решил да инвестира во Македонија, како финансиски бенефит очекува од инвестицијата, но одговор не добивме.